Вести на Слободна ТВ. Во Брисел денеска ќе се одржи состанок за поглавието 23 правосудство и фундаментални права, со кој завршуваат објаснувачките скрининг состаноци за кластер 1 темели. Вчера се одржа објаснувачкиот скрининг состанок за уште една област што првпат се воведува во пристапните преговори – функционирање на демократските институции во рамките на кластерот темели, што е основна вредност врз која функционира Европската унија. Скринингот за усогласување на нашето законодавство со тоа на Европската унија официјално почна на 15 септември и според очекувањата на вице-премиерот Бојан Маричич ќе трае до ноември 2023 година. Европската комисија потоа подготвува извештај од скринингот кој меѓу другото содржи и наоди и оценка на комисијата за степенот на усогласеноста, капацитетите и заклучоци и препораки соопштуваат од секретаријатот за европски прашања. На самиот почеток на скрининг процесот вице-премиерот Маричич изјави дека според некои проценки досега сме усогласени на околу 40% со законодавството на Европската унија, значи скоро половина, а тоа значи вели дека сме ги искористиле добро овие 17 години чекање за да ги почнеме преговорите во некои области и дека сме на повисоко и подобро ниво од државите кои веќе преговараат со години како Србија и Црна Гора. Практично скринингот е таа фаза на дијагноза до каде сме и што треба да правиме, рече Маричич. Во однос на тоа дали се очекуваат потешкоти во некои области во усогласувањето на законодавството и каде имаме слабости, Маричич кажа дека многу работи не очекуваат во вториот кластер, внатрешниот пазар, а исто така и во првиот кој што е најважен, а тоа се темелните вредности. Продолжува собраниската расправа за кризната состојба во енергетиката. Собраниската комисија за одбрана и безбедност пети ден ќе расправа за продолжување на рокот за постоење на кризната состојба на целата територија на државата заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија, како и за постоење на кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојба на пазарот на топлинската енергија. Вчера на седницата дискутираа само пратениците од редовите на ВМРО ДПМН, кои обвинија за неспособност при менаџирањето со кризните состојби во државата. Од владата пак вчера соопштија дека се бараат соодветни решенија и порачаа дека граѓаните на град Скопје ќе имаат парно и согласно законот за енергетика за гарантирана јавна дејност да се врши во целост без прекин. Потенцираат дека се бара најдобро решение за обезбедување на најниска цена на газ или мазут со цел да се спречи ценовен шок и да не поскапи парното. Сепак од компанијата БЕК производство се децидни дека немаат правен основ да располагаат со топланите, немаат обврска за продолжување на вршење на дејноста во новата грејна сезона, ниту пак финансиска можност и кредитна способност за набавка на гориво за производство на топлинска енергија. Од регулаторната комисија за енергетика соопштија дека обврската за вршење јавна дејност регулирано производство на топлинска енергија престанува со денот на издавање на лиценцата во случајот нов вршител на дејноста. И според вице-премиерот за економски прашања Битичи, се додека не се избере економски оператор БЕК мора да испорачува топлинска енергија. Тој посочи дека согласно законот БЕК мора да има и резерви на газ и други суровини да обезбеди топлинска енергија. Грејната сезона стартува на 15 октомври. Парламентарното мнозинство е стабилно, а владата е фокусирана на менаџирање на кризата како и на скрининг процесот на Европската унија, тврдат владачките партии по пребирањата во Демократската унија за интеграција. За информациите поврзани со ДУИ вчера на пресконференција одговараше министер за надворешни работи Бујар Османи, кој воедно и портпарол на оваа партија. Тој ја нарече лажна вест информацијата за неговата смена, посочувајќи дека таа не заслужува никаков коментар. За отвореното писмо од група членови на ДУИ Османи рече дека во партијата има големо ниво на демократија и секој може да го каже својот став, но дека последниот збор го има лидерот Али Ахмети. Прашан за тоа, дали внатрипартиските превирања ќе влијаат на стабилноста на владата, Османи рече дека ДУИ е фактор на стабилност изминатите 20 години и дека така и ќе продолжи. 20 на незадоволни членови на ДУИ, меѓу кои Муса Џафери, Изет Меджити, Невзет Бејта, Блерин Беџети и Висар Ганију во отворено писмо побараа внатрипартиска дебата за да се надмине состојбата и го повикаа лидерот Али Ахмети да го искористи својот политички и статутарен авторитет за да изнајде решение за зачувување на партиското единство. За состојбите во партијата тие го обвинуваат Артан Груби. И од владеачката СДСМ излегува со тврдење дека мнозинството е стабилно и дека владата работи на менаџирање на економската енергетска криза и на скрининг процесот, а дека пребирањата во ДУИ се внатрепартиска работа.
Јапонија денеска се простува од поранешниот премиер Шинзо Абе, кој беше убиен во јули годинава. На државниот погреб на премиерот со најдолг стаж во историјата на земјата се очекува да присуствуваат околу 4300 лица, меѓу кои 700 странски представници. Убиството на 67 годишниот Абе, кој беше застрелан на предизборен митинг на 8 јули годинава, ја шокираше Јапонија и целиот свет. Функцијата премиер ја извршуваше повеќе од 8 години во 2 мандати, а беше најпознатиот јапонски политичар на национално и на меѓународно ниво. Абе ќе влезе во историјата со неговата активна надворешна политика и стимулирање на економијата преку буџетско трошење и квантитативно олеснување. Погребот на Абе е втор државен погреб во Јапонија од крајот на Втората светска војна. Првиот беше оне во 1967 година, кога премиерот Шигеру Јошида беше погребен со највисоки државни почести заради неговите заслуги за повоената обнова на Јапонија. Американската вселенска агенција НАСА доцна синоќа со вселенското летало DART успешно удри во астероид. Тоа беше историска мисија, бидејќи беше прв планетарен тест за одбрана на Земјата од потенцијален удар со промена на правецот. Целта на мисијата е да се заштити Земјата од потенцијален судир со NEO, што е името на НАСА за објект блиску Земјата, астероид или комета што може да се приближи до орбитата. DART е првата мисија која се обиде да го смени движењето на опасен објект со цел да се спречи истиот да удри во Земјата, велат од НАСА. Во 2016 година НАСА ја основа Канцеларијата за координација за планетарна одбрана за рано откривање на големи закани од NEO, најмалку 30 до 50 метри, што би можеле да ја оштетат површината на Земјата и да ги следат траекториите на овие објекти. Астрономите во моментов не знаат дали Земјата е загрозена од NEO. И времето денеска промеливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и температура од 17 до 25 степени. Во Скопје промеливо облачно со сончеви периоди, попладне во делови од котлината нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер и температура до 24 степени. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.